Делчево и Берово ги одбележуваат Светскиот ден на здравјето и Меѓународниот ден на ромите 8 април. Денеска во постојде на здравствениот дом во Делчево беше одбележан Светскиот ден на здравството 7 април. На покана на директорката Билина Георгиевска и јас како градоначелник земав учество во самиот настан. На настанот беа доделени голем број на благодарници на повеќе пензионирани специјалисти од општина Делчево кои што оставиле траен белег во здравството во Делчево. Ние како општина ја укажавме на тоа дека соработката помеѓу локалната самоуправа и здравствениот дом мора да се подлабочува и да се развива. Како општина Делчево веќе имаме реализирано неколку проекти во рамки на нашата програма и во рамки на нашите активности. Во моментот, како што сами знаете, во тек изградбата на паркот во чест на Иле Гоцевски, нашиот херој од Делчево, и ние, како општина Делчево, исто така донесовме благодарница за пожртвуваноста и за посветеноста на сите здравствени работници, како од денешен аспект, така и во минатото на здравствениот дом како институција која што е носител на здравствените услуги во Делчево. Во Берово денес во здравствениот дом покрај бесплатното мерење на крвен притисок и шеќер во крвта се одржуваат предавања на повеќе теми од областа на здравјето како важноста на вакцинацијата, дијабетесот, инсулинската терапија и слично. Во рамки на одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите 8 април, општина Делчево со програма започна уште денес. Денеска почнуваме со свеченост за одбележување на Меѓународниот ден на ромите, кој што е насловен и ние сме дел од вашеството. Во рамки на оваа активност, ние како општина Делчево доделуваме признанија, благодарници и награди за најдобрите ученици роми од трите училишта во Делчево. Секако имаме оваа програма која што е организирана од Ромскиот културен и едукативен центар Тернипе МК. И вечерва во сабота во 18 часот во спомендомот Аснум ќе има добро дружење, добра промоција на ромскиот јазик и култура. Во Берово пак одбележувањето на Меѓународниот ден на ромите ќе се одржи утре. Настанот под мотото Живи идеи, ромска приказнава акција ќе вклучува свечено отворање, доделување признанија, ваучери за најуспешните роми ученици и интерактивна работилница Дрво на иднината за споделување идеи и пораки за подобро општество. Градоначалникот на Берово Петар Ружински истакна: овој настан е можност младите институциите заедно да градат општество засновано на почит, инклузија и еднаквост.